вечерва да ви честитам на вас сите слободна, суверена и самостојна Македонија. Моментот кога на плоштадот се отвара шампањот и се прогласува независна Република Македонија е момент на ретка гордост. Политичките пријатели и непријатели стојат заедно обединети во една цел – градење на ново, просперитетно и демократско општество. Резултатот по референдумот беше 1-0 за нас, а сега по уставот е 3-0 за нас службено. То значи се ни успеа. Но многу од нас помладите, кои што не сме биле родени или пак сме биле недоволно возрастни за да паметиме, не знаеме дека патот до референдумот почнува со лелекот на македонските мајки, кои загубија 54 синови во раниот конфликт при распадот на Југославија. Ако веќе има организирано да се тргне тоа, да се тргне до вечер и до Савајле, да не паѓа други жртви, нашите деца. Го сакам за 24 сата, за да ми се снајде дето, дали жив, дали мртв, да знам мајка си. И ги испратија децата, иако беше договорено дека они можат да служат војска само во Македонија. 34 години подоцна, тогашните и денешните деца масовно умираат дома, во тивката војна, за профит и моќ. И таа војна се води најмалку 3 децении, а последната е веројатно најлошата. Вонредна програма на Сител по трагедијата која се случи рано изутринава во ноќен клуб во Кочани. Најмалку 50 лица според последните информации, 53 од гостите во ноќниот клуб Пулс се загинати по избувнувањето на пожар во ноќниот клуб. И сеќавам се на прскалките ги става и баш му се обртев на другаро, викам, зашо си толку близко до нас? И се уклучија прскалките и се толку многу брзо случи и кренавме да излаваме сите на надвор и ја прво што се сеќавам веќе само црно пред мене беше и народ не можев ни главата, сеќавам се дигав ја главата само воздух да земам. И наредно се гледам го столе, обезбедување, дереш се на кај мене да му подадам рака и плюс со него другите што беа, сите пробаа да ме излечат. Ако не беа они, немаше да бидам жива веќе. Мислам дека е тоа најголемата причина зашо толку не преживеа. Поради таа ние сите се натрупаа еднашка и немаше како да се излезе. Тие што беа напред, многу позади останаа, немаше како да се пробијат напред. Кочани, за жал, е еден од најтрагичните градови. Пред неколку години на местото каде што стоиме ние, на 3 метра од мене се само запали човек. Брзата помош немаше од каде да се сипне, пожарната немаше од каде да дојде. Затоа што се е тука забарикадирано и ова е една слика, прилика за целата држава која живееме. Значи, ова не е ништо поразлично од Пулс. Од 2010 до денеска се случиле 5 крупни трагедии во кои што загинале вкупно 156 наши сограѓани. Сите истраги ги следеле контроверзи, сите биле резултат на низа превентивни грешки во целиот систем на бирократијата. Во истиот период, во сообраќајни несреќи, загинале 2019 граѓани, а повредени биле скоро 87.000. И овие истраги ги следеле бавност, неажурност, ниски казни, а во најголем број случаи немало и никаков процес. По злосторството во Кочани никој не се чувствува безбедно. Колективната болка за загубените деца се артикулира во растечки гнев поради корупцијата. Чувствувам огромно разочарување и тага и непријатност, а гневот мислам дека е само основа на сите тие. Гнев и тага. Гневен сум, како да не сум гневен, само трагедија по трагедија и се чини дека нема крај. Проблемот е во неказнивоста и во вртењето на очи од вистинските проблеми, а тоа се корупцијата, тоа е
алчноста за пари. И се одека го имаме тој менталитет да пробувам да си извадам нешто за себе, а да не мислам за општото добро, ќе имаме вакви работи. Мислам дека во последниве пред неколку години невозможно е да има правда, ама имам некој романтичарски идеал дека може да го возможиве во следните неколку години тоа да постои правда во држава. Ако доволно млади луѓе, паметни млади луѓе останат тука и пробаат да се борат за подобар свет, може би не за нашата генерација, но може би за следната или таа после ќе видиме некој подобар свет. Прашањето е како понатаму. За да разбереме како се случуваат несреќи кои никогаш не требало да се случат, мора да зборуваме за парламентот. Токму од таму доаѓа длабоката криза на моралните вредности во целото општество. Тоа се луѓето кои си прогласија 3 недели одмор по злосторството во Кочани, наместо да се појават и да ја представат својата заедница, своите избирачи и најпосле своите партиски членови. Но затоа, претениците се појавија за да гласаат измени во законот за градење, со кој што привремен објект како модуларна ковид болница од градби влезе во урбана опрема, како да е клупа или улична саксија. Се појавија за да си ги покачат платите и патните трошоци. Се појавија и за да ги гласаат измените во кривичниот законник, кои што казните за корупција и злоупотреба на службена положба ги сведоа на оббивање трафика и едва и би можеле да се наречат казни. Иако суверенитетот го бараат од граѓаните, тие со своите акции демонстрираат дека работат само за личните интереси на важните партиски лица од Скопје и нивните бизнис пријатели. Нашиот нов повик за акција од вас бара да верувате во својата лична моќ и да се ангажирате за да ги потсетиме претениците на нивните запоставени должности кон нас избирачите, кон вас партиските членови и кон сите граѓани. Најпосле, честните и гневните се мнозинство. Бараме од вас, заедно и масовно, да ги повикаме претениците да се вратат на работа, сега кога им се потребни на своите избирачи и да иницираат итна надзорна расправа за расветлување на системските пропусти кои доведоа до масовни жртви во пожарот во Кочани, во модуларната болница во Тетово и во двете сообраќајни несреќи во Ласкарци и Бугарија. За да разбереме зошто е важна оваа акција, мораме да разбереме што е надзорна расправа и зошто парламентот често ја избегнува. Тоа е најмокниот механизам на парламентот за контрола над извршната и судската власт и сите носители на јавни функции. Надзорните расправи се јавни, се емитуваат во живо, нивните наоди може да бидат основа за кривичен прогон, заклучоците од нивните расправи се задолжителни, може да повикуваат сведоци, експерти, функционери и граѓани и да утврдат дали имаме добри закони или зошто немаме професионална јавна служба и како тоа води до корупција и најпосле смрт, но и кој е точно виновен. И баш поради тоа што се јавни и со задолжителни препораки, претениците често се одлучуваат не за надзорни расправи, туку за собраниски комисии, како во случајот со онкологија. Тие, за разлика од надзорните расправи, се тајни, не вклучуваат јавност, немаат правни дејства и може да траат предолго. За надзорна расправа се потребни само 15 претеници кои ќе поднесат иницијатива до службите и председателот на парламентот е должен веднаш да ја закаже. Сега, што точно треба вие да направите? Ќе ги повикаме заедно претениците од изборната единица 3, каде што се случи Кочанската трагедија и од каде што доаѓаат сите жртви. Како? На линкот irl.mk/распустот заврши, направивме онлайн форма со која лесно и едноставно ќе испратите електронска порака до сите засегнати претеници, со која ќе побараме јавна надзорна расправа. Вашето барање ќе биде автоматски испратено до 20 имейл адреси на 20 претеници од изборната единица 3 и до имейл адресата на председателот на собранието Африм Гаши. Да ги преплавиме нивните мејлови, нивните телефони и да им го уништиме незаслужениот распуст кој се го земаа во најголема криза. Бидете упорни и постојано праќајте да не може да се сокријат. Не заборавајте, одлуките ги носат оние кои што се појавуваат и оние кои што се ангажираат. Системското масовно убиство во Кочани не е само уште една трагедија. Тоа е последното предупредување дека борбата со нечестните, неспособните и неморалните меѓу нас во моментов е на високиот патриотски чин.